Инвестициите во железницата во фокусот на јавното предпријатие и оваа година, на кои проекти ќе се стави фокусот, ќе има ли доволно пари за реализација на истите и како ќе се одбележи 150 годишнината од основањето на железницата во Македонија, тема на разговор со директорот на јавното предпријатие Македонски железници и инфраструктура, господинот Хари Луквенец. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре бе најдов и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Имаме многу теми за кои сакам да проговориме, но првата е за актуелните збиднувања во предпријатието. 5 дена возовите стојат, железничкиот сообраќај блокиран, протестираат машиновозачите, велат не се доволно платени, проблем е недостигот на кадар. Побараа средба со надлежните, имавте ли никаква средба, се водат ли никакви разговори? Ајде да ни појасните малку повеќе за ситуацијата. Мала корекција на почеток. Предпријатието функционира безпрекорно, со целосен ангажман на сите работници во Македонски железници и инфраструктура. Во овој момент има незадоволство на вработените во Македонски железници транспорт, така да. Меѓутоа, тоа не подразбира дека истото не ги допира активностите во железници и инфраструктура. Сепак железничкиот сектор е интегрален и влијанијата од едната кон другата компанија се чувствуваат и се евидентни. Синдикатите на железници транспорт вчера имаа состанок со Министерството за транспорт и врски. Моите неформални сознанија се дека владата ги има обезбедено потребните средства за помош на ова предпријатие, кои би требало да се операционализираат на денешната владина седница. Многу важно е прашањето зошто транспорт стигнува до ваква ситуација и кои се проблемите со кои се соочува. Тие се акутни, ги има цело време и се континуирани, меѓутоа последниот период, главната причина за проблемите е ситуацијата со железничкиот сообраќај во Грција, застојот на железничкиот сообраќај, штрајкувањето на колегите, знаете од познатата причина со огромната несреќа која се случи таму, така да немањето на доволен транспорт кон нашата држава, меѓутоа и кон Централна Европа, предпоставувам дека е една од поголемите причини за последниот финансиски проблем на железници транспорт. Меѓутоа, со брза интервенција на владата и согледување на оправданоста на овие проблеми, очекувам дека истите ќе бидат решени. Господин Луквенец, приказната за железницата во Македонија започнува 1873 година. 150 години подоцна. Каква е поврзаноста на Македонија со светот? Прво би се задржал на овие 150 години, а во вториот дел би ви одговорил на конкретното прашање. Ова е 150 години не само македонски железници. Ова е 150 години традиција, 150 години историја, 150 години тежина на македонскиот народ и граѓаните во Македонија, кои прво и почувствувале сите придобивки од постоењето на железницата, која со текот на времето имала различна општествена позиција. Тргајќи од парната локомотива и сите оние придобивки кои ги давала таа, па се до денешната зелена агенда во која железницата е најпосакуваниот транспорт кој ги исполнува сите критериуми на зелената агенда, на ефтиниот транспорт и можноста и останатите можности кои ги дава на своите корисници. Македонската држава е поврзана со светот, уствари со Централна Европа и преку коридорот 10 со Грција и понатаму со Турција и со останатите држави. Имаме два алтернативна конекција на коридорот 10, тоа е главниот коридор 10, кој каде преку Гевгелија се поврзуваме со грчките железници, меѓутоа и во овој момент го сработивме нашиот дел од работата за алтернативното поврзување преку Прилеп, Битола, Кременица, кон Лерин и кон останатиот дел на Грција. Да не одиме подалеку, да останеме регионално. Како стоиме регионално ако се споредиме со нашите соседи во однос на железницата? Гледајте, ја предпоставувам позадината на вашето прашање поврзана со брзите пруги кои многу често се спомнуваат во соседството и ќе ви кажем директно. Македонските пруги, конкретно коридорот 10 е пруга која се води по долината на реката Вардар. И тоа е убава позиција заради
намалената потреба од дополнителни рушења или инвестирања за пробивање на трасата на една пруга. Меѓутоа, проблемот се кривините како основен критериум за кој ја определува брзината, радиусот на кривините, критериум кој ја определува брзината на железничкиот сообраќај. На траса со мали кривини, со мал радиус на кривините, вие не можете да постигнете голема брзина. И можем слободно да ви кажем дека на соседите им е лесно да зборуваат за брза пруга во Рамница, каде кривините скоро и да не постојат, или се со огромен радиус, и истата може да се креира. За Македонски железници да може да изведе нова железничка пруга, брза пруга, потребно е коридорот 10 да се помести 10 на километри на исток, за да биде трасиран по должината или во Овчеполието, како би можеле да реализираме права пруга. Истата би требало да биде од Миладиновци на север, пред Скопје, до Миравци долу пред Гевгелија, и на таков начин можеме да реализираме брза пруга. Која е цената? Цената е проценетата вредност во овој момент на таа инвестиција е 4 милиарди евра. Свесни сте и самите, прво како држава, дали сме во можност со овој капацитет на привлекување на европски фондови, кој за волја на вистината воопшто не е мал, е на ниво од 50% и е најголем како релативна бројка, како соодност од целата инвестиција од сите држави во регионот, ние и вторите 50% не сме во можност да ги isfinansirаме, зашто станува збор за 2 милиарди евра. Стратегијата на оваа влада, која целосно темелно влегува во планирањето на оваа проблематика, е дека таа пруга можеме да ја реализираме после очекуваното влегување на нашата држава во периодот 2030 година како членка на Европската Унија, и тогаш, по примерот на Хрватска со градбата на Пелешкиот мост, каде Хрватска како држава доби 85% грант од Европската Унија, ние сме во можност да финансираме и да изведиме еден ваков грандиозен проект. Ајде малку и за приоритетните проекти. Ги има многу во оваа 2023-та, многу се зборува и ќе се зборува за пругата кон Бугарија. Сложена е третата фаза, оваа година е резервирана меѓу другото и за неа, најскапа и несложена за изградба. Ги споминавте пред многу парите. Парите се многу, зашто станува збор за најсложениот дел, најкраткиот, меѓутоа најсложениот дел од источното крило на пругата кон Република Бугарија. На 24 километри проектирани се 24 тунели и 51 мост, и само по себе се подразбира дека станува збори за проектантски и за логистички и за изведбен предизвик. И јас сум убеден дека нештото ќе биде завршено. Ја подготвуваме во целост документацијата во овој момент со огромна поддршка на сите владини институции и огромна поддршка на мисијата на Европската Унија тука кај нас во Скопје, за тендерската постапка да ја почнеме во тек на месец мај, а до крајот на годината да имаме веќе избран изведувач кој со почетокот на 2024 година би почнал да работи. Тоа се совпаѓа со плановите кои ги спомнавме уште пред 2 години, дека до крајот на 2027 година ние би требало да го имаме завршено поврзувањето со Република Бугарија, и ако земиме дека проектираното време траење на изведба на третата делница е 4 години, тргајќи од 2024, тоа би се реализирало до крајот на 2027 година. Некаде на почетокот на оваа година се сретнавме тука на истово место и зборувавме за проектите. Еден од убавите, чинам, за сите оние кои што ја сакаат железницата и меѓу другото сакаат да патуваат до Скопскиот аеродром, беше поврзувањето на главниот град токму со аеродромот. И ни кажавте дека тоа не е лажна вест и дека наголемо се зборува за овој проект. Сега имаме ли некаква информација плюс 3 месеци подоцна? 3 месеци подоцна е информацијата дека не само што се зборува, туку и се работи на подготовка на таа документација. Јас би сакал да ја информирам македонската јавност, сигурно нема да кажем нешто ново. Меѓутоа, сепак да го повторам оној дел за сложеноста на постапката, на обезбедување на целата пропратна документација. Не станува збор само за дизајнот.
за изгледот, за начинот на градба, на една пруга или било кој инфраструктурен проект, туку тука се оние дополнителни студии, анализи од типот на Environmental Social Impact Assessment, кој е исклучително, ЕСИјата е исклучително важен документ кој го почитува Европската Унија и европските институции и за кое подготвување потребно е релативно подолг период. Па 4 годишни времиња, па анализа на резултатите, па влијанието, проценката на влијанието која се прави од сите тие аспекти, така да почнати сме и овде само би сакал да надополнам една важна информација дека Министерството за одбрана како чинител и дел од НАТО структурите покажа огромна заинтересираност и подготвеност за вклученост во реализацијата на овој важен проект, водејќи сметка дека истата македонска армија би била корисник на услугите на оваа железница. Нови поврзувања ќе има, но и старите веќе постоечки треба да се реконструираат. Има ли точки на кои што во моментов се работи или ќе се работи во периодот и се важни за реконструкција? Точки има. Одржувањето на железницата, како и секој инфраструктурен проект, е бескрајна приказна. Без почеток и без крај, која во континуитет мора да се случува. Предпоставувам дека, ако немате директно прашање следно, јас би одговорил и во овој момент за делот на пругата со намалувањето на брзината на 20 км на час и ќе бидам искрен кон вас. Кога би зборувал како граѓанин, не како директор на железници и инфраструктура, фрапантно делува намалувањето на брзината на 20 км на час. Ти веднаш реагираа, кога ќе доцнат возовите и ќе имаме проблем. И оправдано, целосно од страна на граѓаните, меѓутоа дајте да ја видиме малку пошироката слика и да зборуваме за безбедноста и сигурноста. Ние сме сведоци на една огромна несреќа и нешто кое не се посакува никаде на светот да се случи, а камоли овде кај нас. Главното прашање, обезбедувањето на безбедноста и сигурноста на железничкиот сообраќај и на нашите граѓани, Христина, и вие, и јас, и нашите деца, можеме да бидеме, и сите наши граѓани, можеме да бидеме патници во некој од возовите. Причината за намалувањето на брзината е превентивноста. Желбата да не го ставиме ни минимум на ризик. Животот на нашите граѓани и нивната безбедност. Ова намалување на брзината е резултат на препораката на стручните служби во железници и инфраструктура, кои врз база на резултатите од машинското мерење на квалитетот на пругата, реализирано после 10 години, ги добија иницијалните информации за одредени девијации и закани кои може да бидат по безбедноста и сигурноста и баш заради тоа. До моментот на целосно утврдување на фактичката состојба на терен, до утврдување на динамичкиот план, како нештото би го подобриле и за кој период, ние решивме да ја намалиме брзината во интерес. Дури можем да ви речем дека се охрабривме пред македонската јавност директно да зборуваме за проблемите. Убаво е да зборуваме за 150 години македонски железници, да слушаме хвалопојки, да слушаме само убави работи. Не, реалниот живот се состои и од лоши, меѓутоа реални и вистински информации. Сакајќи нив да ги споделиме, меѓутоа и да внимаваме на безбедноста и сигурноста на патниците, го направивме ова. Ке се задржам на последната реченица, безбедноста и сигурноста на патниците. И оваа 2023 започна со неколку поединечни несреќи, во кои за среќа нема жртви, имаше повредени, но нема жртви. И тука се поставува главното прашање, дали причините генерално за несреќите се двонасочна улица, односно вината може да се бара, условно кажано, и кај вас, но и кај нас. Сум од луѓето кои никогаш не бега од прифаќање на вината и сакам реално да ги согледувам работите. Железничката инфраструктура по однос на сигнализацијата и браниците и полубраниците на патните премини може да биде многу подобра. Во македонски железници има 280 патни премини, од кои само 80 се со сигнализација од типот на браници или полубраници, а тоа е народски кажано оние рампи кои ги имаме на железничките премини. Меѓутоа, од друга страна,
Мојот апел, и вие мислам дека и во претходната емисија и вие самите го спомнавте делот на строго почитување на патната сигнализација. Сите патишта се одлично со сигнализација опремени, сите ние кога сме полагали или кога сме се подготвувале за патниот сообраќај, да бидеме возачи, учесници во патен сообраќај, сме морали да ги поминеме тие знаци. Строгото почитување на знаците е огромен дел од обезбедувањето на безбедноста и сигурноста во патниот сообраќај. Не би сакал пред јавноста да ги споделувам грешките кои се направени од учесниците во патниот сообраќај од типот на спуштена рампа. Дури во тип на спуштена рампа, некој од возачите сакал да помини побрзо и ги преминал оние кои биле пред него, да ја заобиколи рампата и разни други случаи. Во секој случај, Македонски железници и инфраструктура се обврзува, зашто во овој момент се работи на програма за обезбедување на средства за дополнителни патни премини кои ќе се обезбедат со рампи, браници и полубраници, меѓутоа во исто време и за строго почитување на патната сигнализација. Имам уште многу прашања, но тоа ќе го ставиме за некое следно гостување, бидејќи овие 15 на минути полека ни истакуваат. Би сакала еве со убава информација да го заокружиме денешниот разговор. Петок е денот Д. Петок одбележувата 150 години. Би сакала само да прашам како ќе се одбележи и од друга страна има ли некаква информација кој да ни појасните за оној музеј на железнички сообраќај кој што го споминавме на почетокот на годината? Искрено премногу ви се заблагодарувам за прашањето, заради тоа што е делот на позитивната и информација, меѓутоа и енергија кон Македонски железници и инфраструктура. Одговорот да го почнам со нешто малку актуелно, врзано со деновиве. Ја одбележуваме најголемата годишнина на државна институција, 150 години е најголемата годишнина која одбележуваме. Огромна благодарност до вработените во железници и инфраструктура, зашто целото одбележување го правиме со сопствени ресурси. Не финансиски, зборувам за ангажман на вработените и нивна посветеност како би го направиле истото. Оваа благодарност важи и за ангажманот за одржување, посебно за одржување на квалитетот на пругите и останатите активности во железницата. Одбележувањето ќе биде во новата железничка станица, во објект собственост на Македонски железници и инфраструктура, во амфитеатар со 250 седишта и во сала во која ќе имаме отворање на изложба како најава, изложба за македонската железничка историја, како најава за отпочнување на правење на музеј на македонските железници. Ќе бидат учесници хорови на ученици и македонски уметници кои со своето присуство ќе дадат придонес кон одбележувањето на оваа манифестација. Со тоа првата сторија од музејот ја резервирам за нас, за македонската. Јас ве канам во петок. Ве канам во петок после 12 часот да присуствувате на оваа изложба која искрено, не сакајќи да ја класифицирам изложбата и музеот, е малку повеќе од изложба. Малку повеќе факти имаме на таа изложба и верувам дека и вие и македонската јавност ќе бидете задоволни од информациите кои ќе ги добиете. Благодарам за гостувањето во утринската програма. Задоволството беше моје.